Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, во емисијата во Центар на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи. Бидејќи ви имате право да знаете вистината. Темата на нашата вечерашна емисија е како живеат македонците во Егејска Македонија. Емисијата е невојно од овде, од Лерин, кој е седиштето и срцето на македонштината во рамки на Егејска Македонија или во рамки на Северна Грција, кој што велат во Република Грција. Околу до 700 места населени, грачиња, селца и така натаму се имаат сменато имињата од словенски, од македонски во грчки во изминатите 70-80 години. Грција тоа пробува да го направи со македонската држава. Ќе успее ли Грција во своите намери? Јас ќе кажам еден збор селски така. Кој вика, тој ќе има украдено. Така? Грците значи имаат украдено. Па кој вика, ти ако ми дојдеш ова што го имам правено јас со мака тука ова и речи што ти е твое, тој не треба да викам јаска, ќе те фата, ќе те извада надвор. А ако дојда ме пушти, некој ми дадува поклон, оти на Грција некој му даде поклон. Не му дадува, оти беше населено со грци. Тоа е Че Грција ја доби Егејска Македонија ко поклон. Да, поклон го доби. Јас ка едно ќе кажам. Баба ми додија беше жива, га прашуваше. Мамо, кај ти беше тие години поварно со турците, таа пристигна и турци и грци. Кога избегаа турците, дојдоа грците. Грците ни забранија и црква и језик. Турците све имаме. И црквата се држиме, и језикот се држиме, и све. Значи по турците ви беше полесно? Од турците ни беше полесно од грците. Господине Таше, се наоѓаме веројатно во едно од стотината напуштени села во Егејска Македонија, во селото Горно Дренови. Да. Пред црквата сме, струшена е црквата. Ова велат дека е слободна територија некаде од 44 до 49 година. Да, тоа време навистина оваа територија беше слободна територија. Тука завладуваше тога и демократската армија, така се викаше тогаш. Дури може да се најдат и графити, се уште по куките да живее демократската армија и така. Добро, ние го познаваме и од некои луѓе, знаете што живеат тука, па после ми кажуваат така било тоа време. Велат дека после губењето на тие битки на Вичо, на Грамос, таа македонска армија во рамки на демократската армија на Грција, едно од последните места која паѓа под грчката армија е од ова место Горно Дренови. Или Крања по грчки, како се вика. Да, и местото така, тука беше, да речеме, силата на демократската армија. И последното вистина, кој што се повлекува кон Албанија, последните битки тука беа во овие места. И како ви изгледа? Мене, например, ми се стега грлото кога гледам. Ова се разрушени. Мене ме боле главата, не ми се стега, грлото појки. Демек ме боле главата кога гледам. Овде некојаш бил македонски живот, живееле стотици македонски семејства. Не стотици само, тука 1000 живеа во овај Корештија, например, цела ова територија. Ова е Преспанска, значи, околје некоја. Да, Преспанска и Костурско. Преспанска и Костурско. Обично велат, значи пред 48-49 околу 30.000 македонци живееле. Толку некаде, да. Денес вика нема ни 2.500 тука. Ниту 2.500. И знаеме сега, ние знаеме од повеќето се веќе во Република Македонија. И има неколку во диаспората, до Канада, Австралија. И сега не може човек да се најде тука. Еве црквата. Многу тешко може да се најде, а веќе во овие села не може да се најде жив човек.
Господине Ристо, вие имате правено веројатно анализи. Колку македонци се иселени од Егејска Македонија после Балканските војни? За која бројка може да стане збор? Бројот е и многу голем, дека треба да дојдеме во точката за геноцијата што се стори од грчката држава. Значи, вие мислите дека од луѓето што избега, вклучително и генерациите кои се изнародија после во тие центри кај што емигрира, дали во Америка, дали во Македонија, дали во Бугарија, дали во Канада, другите прекоокеански држави. Јас ќе ви кажам еден пример. Дека некаде околу 1 милион луѓе македонци живеат со потекло од Егејска Македонија. Јас ќе ви кажам еден пример, освен Буф, што е многу познато едно растурено село од местото од Леринско, што загина од светската карта. Пример Пожарецко, селото моје кај што живеам, и сум роден. Или Лутраки по грчко, или како се Лутраки нарекува. Аридеас по грчко. Пред Втората светска војна, Пожарецко беше 4.500 граѓани. 4.500. А ден денесне 1250 граѓани. Значи, А кај е тоа? Кај се тие граѓани, значи, кај загина тој народ? Беа македонци најголем дел? Не најголемиот ден, Пожарецко беше едно чисто македонско село, 100 од 100 македонци. 100% македонско село. Господине Петре, ние се наоѓаме во селото Буф, тоа е едно од најголемите македонски села, односно беше едно од најголемите македонски села во Леринскиот округ. Некаде пред 100 години броеше повеќе од 2000 луѓе, некаде околу 3000 луѓе. Не 100 години, пред 60 години, 40 година, имаше близу 2500 луѓе живеат во село. Во село Буф. И каде снимаме сега, господине Димчов? Кај се наоѓаме сега? Сега сме пред училиштето. Ова е училиштето, значи, Така. во село Буф. Пред 100 години направено од луѓето од ова село, Со нивни пари, значи. со нивни пари, никој не му помогна, Значи богато село. многу богато. Тоа беше помало градче едно време, така што велат луѓето тука. Ова е- Имаше све, од се занаети, така не се вика, занаети. Да. Се имаше тука во Значи, село. ова е основно училиште, или од прво до шесто, шестолетка, како што се вели во Грција. Така. Едно време имаше близу 600 деца тука. 600 деца учеа во ова. Така, во вас. Сега е запуштено, гледам. Го гледахте сега. Гледам многу куќи се напуштени во Буф. Колку луѓе се избегани во Буф после граѓанската војна. Ова е полупразно село веќе. Повеќето луѓе од селото, или ко деца, или ко борци, заедно со фамилиите, Избега. избегајат и тука беше, знаете, воено поле. Тука беа борбите. Борбите тука беа горе во планињето, тука во... И многу се повија преко океански Но. земји, на печалби. Па после граѓанската војна, тие што останаја не можеа да живеат тука од притисок од владата, таму од грчката влада. Милиција во селото имаше тука, натре во селото имаше. Тука имаја. И колку села македонски се запуштени тука, особено во Лерински, Костурски дел, тука веројатно најмногу села се запуштени. Во Костурскиот округ знам многу села, има повеќето села таму во тоа место, а па и тука има треба да има некои 10 села така распустени. Едно од најбавите предели бисери на Егејска Македонија Костурското езеро. Едно од најбавите предели бисери на Егејска Македонија Костурското езеро според многумина многу слично на Охридското езеро. Некаде до пред граѓанската војна 46-49 година, околу 80 до 85% од граѓаните кои живеа во Костурска околја беа македонци. Веднаш после граѓанската војна 46-49 година најголемиот дел од граѓаните на Костурска околја емигрира дали во Република Македонија, меѓутоа веројатно најголемиот дел од нив емигрира во прекоокеанските држави, дали во Канада, во Америка или во Австралија. Денес се смета дека во
Костурскиот регион постојат некаде најмалку околу 30 напуштени македонски села. Еве и камбаната над нас, е камбаната на црквата. Да, за да можат да го клепат по некој пат кој ќе помине некој. Е искорна од црквата е разурија и се камбаната ја закача тамо. И се тоа е една трагедија голема што го доживе нашиот народ, тука македонскиот народ, егејците македонци. За жал тоа се случи. Не можеме да го смениме денес. Може ние тоа што можеме да направиме и веќе се со напори големи и да му се дае право на тие луѓе што побегна од овие места, да имат право веќе да се вратат, па неколку имат и умрено од нив. Тука. И децата нивни да можат на имотот да имат право. И не само нима да можат бар цвеќе да стават на гробоите на нивните блиски. Тоа е веројатно цвеќето е најмалку. Искумре егејците во Македонија, во Русија, во Чешка, во Полска не може да дојдат на мајките на татковците. Јас лично верувам на гробот цвеќе да стават. Тоа е најмалку. Тоа веќе не треба да се зборува. Дали може на гроб да оде човек да се запали цвеќе? Ни тоа не го добиваат. Знам. Значи минимумот не може да се добие. За жал, да. Има некои податоци, господине Бенишев, например, кои се познати, да речеме 912-913 година, кога Егејска Македонија или Северна Грција, како што нарекува грчката држава, се приклучува кон тогашната република Грција, добива Грција некаде околу 66.000 километри квадратни. И некаде населението кое тогаш брои во Грција од околу 2.600.000 пораснало на околу 6.200.000, значи една огромна територија, значи една огромно население. И таа 12-та година има некаде околу 326.000 македонци на територијата на Егејска Македонија, а некаде околу 240.000 грци. Тоа е соодносот тогаш. Да, таа е статистика што се даваше од Отоманската империја, но поточно што со статистика не можем да ви кажем как беа как во тоа време имаме и други податоци, да кажеме, од некои си странци за тоа време. Еве, например, некои податоци кои јас исто ги наоѓам, тоа се по Балканските и Првата светска војна, се смета дека нели тога се тие големи преселувања околу 20-30 во Кралство Југославија, некаде останале во Грција околу 270-300.000 македонци. Имаме и ние овие податоци, но во момента не можеме ние конкретно да кажеме колку македонци живеат во Грција, да, во моментот. Затоа и ние велиме, и треба да стане подпис, за да се види колку македонци. Да, официјален со подпис. И добро, господине Трајко, ако јас ве прашам денес, како вие го дефинирате македонскиот проблем во Егејска Македонија? Како вие би ми одговориле? Вашето грчко име не е Трајко Пасоев. Вашето грчко име е сосема друго. Името на книгата е сосема поинакво. Дали македонците во Егејска Македонија се подвоени личности, дома се македонци, а надвор се грчки држављани? Имате право за ова што го кажувате. Како ве грчкото име, например? Како ве грчко? На грчкото името е Трајанос Пасоевич. Јас, например, и книгата, да ви кажам. Јас ако и сам да речеме од македонски мобилен, веќе бите Трајан. Ако е побара некој од грчки мобител, вие сте Трајанос. Па и книгата и не се збунувате некогаш кога ќе ви се јават од македонски или од грчки мобилен, да не знаете дали на македонски или на грчки да зборите? Да. Се збунувате? Збунуваме, ама што да правиме, не се можеме. Па и книгата јас ја написав на грчки јазик, зошто? Зошто сакам да ја прочитат македонците во Егејска кои не знаат да читат македонско. Как знаете, забранет беше македонскиот јазик. Никад се повеќе македонци не знаат да читат македонски. Многу македонци, поголеми број македонци говорат македонско, но не знаат да читат. Колку според вас има македонци во Грција? Не можеме да речеме точно, али можеме да речеме воопшто дали македонци што се чувстват ко македонци по нација или и други македонци што имат некои други мислења, веруваме околу 1 милион македонци во Грција. 1 милион, тоа е што живеат низ цела Грција, дека имаме многу емигранти, внатрешни емигранти што се економски бегалци низ цела Грција, што живеат во други места, во Атина, во Пелопонез и во Крет, освен ние што живееме овде во делот на Македонија. Во ова Егејска Македонија или Северна Грција, како што Грција до долго време нарекува овој регион, колку по вас има македонци?
Може би да речем околу 300.000 жители што живеат. Ни сите префектури во централна, источна и западна Македонија, како што се наречени префектурите Овие области денес. од Грција. Повеќе од 20% од населението е македонско во овие области. Не, населението е многу повеќе. Пример, во нашата префектура во Воденско, македонското население е околу 60%. А пример во Леринско, населението е околу 75%. И ден денес? Толку е? И ден денес, да. И покрај сите тие преселби, емиграции, граѓанската војна, големите жртви, печалбарите во прекуокеански држави, значи се уште во Воденско е 60, а во Леринско 75%. Се разбира дека после донесењето на народите од Турција, што ги сместија во Егејска Македонија. Ние ги нарекувате маџири, значи. Да, маџири ние ги нарекуваме. Тоа се турци од православна вероисповест, како што би се рекло. Секакви народи, национално, што беа православни од времето оште од Рим. Значи, со таа договор 23-24 година Лозанската конвенција, после таа војна помеѓу Турција и Грција, кај што Грција губи војната, околу 650.000 велат маџири или православци од Турција се доселени тука во Егејска Македонија. Официјално околу 1.300.000 што ги преселија во Македонија и во Тракија. Значи во Македонија некаде половина од тоа велат, некаде околу 650. Се наоѓаме на главната Леринска улица, која го носи името на Павло Смела, стои еден од грчките комити, кој на почетокот на минатиот век всушност имаше една единствена задача да ги плаши, да ги убива македонските граѓани во Егејска Македонија и да ги присилува да се пишуваат како грци. И кај научи така убаво македонски да зборите? Македонски јазик го научи дома, ама за жал литературно не знам да зборувам. Зборувам троа селцки. Дали ќе ме разберете баш кој што треба, јас мислам оти... Малце лирински, малце битолски. Го кажувам јас ка така, селски јазик, оти не го јам студирано јазико, за жал. Добро, селата во битолски, селата во лиринско, горе-доле со исти дијалект зборуваат. Да, исти дијалект зборуваме со битола, ама за жал пак ќе кажа, оти не знам да читам македонски. А грчки кај имаш научено? Имам учено грчки во Кожени, во Лерин и во Солун. Кога почнеш прв пат грчки да збориш? Еве, тука си 54 години си жител, роден си во Грција. Ќе ви кажа вистина, од јас не познат дедо, баба ми беше, Бог да прости, што ме носеше во школа. Там ме носи од главниот пат на школото, јас се враќаше другиот пат. И ми викаше, абе дете, зашо се враќа дома? Мамо, инак зборуват таму. Значи ти кога тргаш у школа прво оделение не знаеш грчки да зборуваш? Не инак зборуват таму, мамо. Абе дете, црно си седи таму да учиш писмо. Мамо, инак зборуват. Не знам јас така да зборувам. Значи ти македонски си збориш до твоја 6-7 година? Од после, кога отидо на школото, почна да учиме грчки јазик. Јас кога идеше дома и учеше домашните, мајка, татко, баба, како се вика воа на грчки, како се вика тоа на грчки, јас ги учеше. Значи ти ги учеше твоите? Така, после кога отидо една година во школу. И како се живее, како е да си македонец овде во Грција? Знаете, ако сакаш да си свесен македонец, Тешко, тоа е тешко. Па ние што се качивме во Ридо, јас не во долината така, немаме галја. Јас некои 20 години, од 83 година се борам за правата тука на македонците тука. Знаете што ме чуди? Толку И работата моја е, јас сум професор по физика, работам во гимназија. Во гимназија? Така, Каде, во Лерин? Во Лерин. И не ви прават проблем? На мене се знаат сите, ама сум организиран во партијата Вино Жито. Да велат што да прават. Што ме фасцинира, ме храбри, ми дава одреден оптимизам. Значи овие луѓе тука беа под силна репресија. Значи после граѓанската војна, една друга влада, па хунта и така натаму и така натаму и опстоја и 10.000 луѓе гласаат. Значи има луѓе во Виножито. За разлика од она што живее во Република Македонија, кој на првата кривина, на првата тешкотија 100.000 бугарски пасоши земаат. На вистина, значи, кога ќе дојдам овде и кога ќе видам како луѓето се храбри и обстојуваат после и покрај сите притисоци, тоа ми дава оптимизам, мора да признам. Секаде има луѓе
храбрени, има луѓе што му е страв повеќе, има луѓе што интереси пулат си, интересите си пулат, како ќе живеат поарно. Знаете, така е, што да правиме така. Живота си ја сакат. И како ви е грчкото име? Петрос Димцис. Петрос Димчис. Така. И на што побрзо се одзивате, на Петрос Димчис или на Петар Димков? Петре Димчев. Петре Димчев. Така, старите, како велеат дедо ми. Кога зборувам македонци, кога сум во Македонија, кога сум зборувам меѓу нас. Во Лерин, кога зборите, како зборите? По македонски ние повеќе зборуваме така меѓу нас, за да и правиме и другите така да почнат, да не се плашат да зборуваат јазикот. Баба имав тука од Леринско и имав и роднини тука. Умре луѓето на 80 години не знаеа грчки да зборат, се зборија македонски. Баба ми ката така. Се наоѓаме пред масовната гробница на излезот од Лерин, каде што 1949 година се закопани некаде повеќе од 1000 македонци кои се загинати во текот на таа граѓанска војна во тие завршни операции во околината на Леринско. Според кажувањето на старите леринчани, веднаш позади нас тука била ископана масовна гробница, каде што во текот на таа 49 година биле закопани телата на повеќе од 1000 дали умрени, дали живи македонци, односно сите тие биле напикани со булдужер во таа масовна гробница. За разлика од македонските војници кои се загинати во тие последни битки во околината на Лерин и кои се закопани во таа масовна гробница без никакви одбележја, десете на метри подесно од нив на војните гробишта во Лерин се закопани сите тие војници кои се загинати од страната на грчката армија. За разлика од Франко, кој по завршувањето на шпанската граѓанска војна на едно исто место со исти споменици ги закопа загинатите од едната и од другата страна, овде во Грција дури ни мртвите не лежат на исто место, македонците се во таа масовна гробница. Спроти нас, додека грците се закопани на војните гробишта во Лерин. Членовите на виножито велат дека денес во Грција треба да се направи гест и во неиста гробница, со исти споменици, треба да бидат закопани македонците и грците кои учествувале во таа граѓанска војна од 46 до 49 година. Имаше некои тајни документи, тајни архиви 44-45 година кога грчката држава, десните сили во Грција, смета дека треба тогаш да се протерат некаде околу 120.000 македонци. Кога се гледат бројките во граѓанската војна, околу 20.000 македонци загина во таа граѓанска војната, да. Околу 40 беа деца, бегалци, жени, бегалци, така натаму, што значи дека таа бројка 60-80.000 Га сближија они. Га сближија, да. Таму беше намерата, да ја иштитат овие региони што беа масовно, и не само масовно, 99% населени од македонци. И таа намера за Костур, например, се исполни. Костур веќе се испразна или преспа. Сите села костурски веќе се испразните, се пусти. Не може тоа да го успеат во леринските села, например. Таму остана, вистина, демек остана пак појќето луѓе си остана во селата. И како е денес да се биде македонец во Грција? Видите, денес во Македонија, во Грција, за да бидеш македонец, не е тоа тешко што ќе те полицијата ќе те мачи или ќе те тепа или не знам што. Ама многу тешко е веќе кој ќе си освестен како македонец, мора да му речеш на детето твое, да му кажеш што ти знаеш ти си македонец, не си грк. Мора да му кажеш на внучето, мора на пријателот. А сите оние луѓе околу тебе се под влијание на една држава што притиска со телевизија, на школо, со даскали, со учители, со попови во црквите, со весници, со било што, радио, мас медиуми, со пари, со полиција, со луѓе што ќе одат и ќе му велат, абе, што ми треба сега да се расправаме, например, ние со овие работи, полите живачката, знаеш, врви, течи, па да си фатиме некој поубаво место, поубава работа, да си врвиме по-добро. Тоа е тешкото за македонецот сега, како ќе може оние луѓе што живеат околу него да ги убеди од тие луѓе да имате македонски корен. Така, и мора воа да не го оставиме. Се наоѓаме во едно од македонските села во Костурско околија која стана напуштени некаде 48-49 година. Ако може да погледнете на куќата што се наоѓа веднаш позади нас, ќе може да прочитате 3 графити. Два се напишени на грчки на кои пишува да живее демократската армија на Грција, на вториот пишува да живее народно ослободителниот фронт и тој што е најинтересен за нас, напишан на македонски, уште тамо 48-49 година пишува да живее Илинден. Нигде во Балкану, јаска, не сум студиран на таа работа, ама нигде во Балкану, јаска и во светот не може да најда држава со една нација. Само Грција е да. Само Грција има една нација. Тие не признаваат како. Тешко ли може да прифата дека има други нации во Грција?
Ки мислиш дека грците ќе можат некогаш да се соочат дека постојат македонци, да го признаат тоа? Дали ќе дочекаме ја ти тој ден да можеме да дочекаме дека грците ќе признаат дека македонскиот народ живее на територијата на Егејска Македонија? Јас сакам да верувам оти тоа ќе го добиеме преку Европа, ако Македонија влезе таму, ако се признае, и тогаш Грција ќе треба како грцка држава да му даде право. Дали се викат власи, дали се викат арнаути, дали се викат македонци, дали се викат турци, ѓупци, роми што викаме. Да не останат грци тогаш во Грција? Па тоа е вистина, да нема грци. Само грци нема во Грција, све има. Може тоа се плашат? Веројатно ретко ќе најдете македонец со потекло од Егејска Македонија кој во некој неврзан разговор со чашка на кафе или на раке нема да ви го спомни името на планината Вичо. Се наоѓа веднаш позади нас и тука на таа планина, исто како и на планината Грама, се одигра најзначајните битки во текот на таа граѓанска војна 46-49 година, во која изгина огромен број на македонци. Добро, прво, што помислувате еве кога шетаме по овие напуштени македонски селови, да наистина на природна убавина. Од таа страна Каршина се наоѓа Вичо, значи тоа е планина кај што се тие херојски борби на македонците во рамки на таа граѓанска демократска армија на Грција. Од другата страна е Грамос, планината. Значи сите луѓе од Егејска Македонија тоа го носат во себе како одредена болка, како одредена тага. Тоа што помислувам јас навистина многу ме жали од тоа што нашите деца, нашите млади луѓе не знаат ништо за тоа што бил дедо му, например. Има многу фамилии. Дедо му отиде тамо, тука остана син, внук, не знам што, фамилии поврзани. Не знае зашто се борел дедо му. Да, не знае ништо. Не знае зашто умрела баба му, не знае тетка му. Од животот на дедо му, како помина, што помина, кој, зашо отиде во планина, зашто отиде во планина, па кој го удри, не го удри. Како со ноше пресече на таа врвца, папачно што не врзува. Луѓето што остана тука, луѓето што замина веројатно. Тоа е мене што ме жали многу. Се наоѓаме во црквата Свете Злата Мегленска во македонското градче Саботско, која брои некаде околу 3 до 4 македонци. Инаку станува збор за првата македонска црква која е изградена на територијата на Егејска Македонија по завршувањето на граѓанската војна 46-49 година. До попес, значи ние сме во црквата Свети Злата Мегленска во Саботско. Саботско, да. Или во Арадеја, како грците? Да, и Арадеја по грчко, добро, тоа е сега, не можеме да одбегнеме тоа. И колку време ја правите ова црква? Ова црква е горе-долу 8-те години и од 9-те влизена, кај се граде. Ама работе 7 години. 7 години. И доаѓаат ли луѓе или се плашат повеќе? Со ситуацијата ова е, сега што викат, потешко. Колку македонци има во Саботско? Во Саботско градот има на половината со македонци. Зборуваат македонски или има забаравено? Да, во пазар, да, зборуваат, така кога се најдат дома, зборуваме, нема. Се зборуваат македонски. Се плашат сега после ова што ви се случи пред 2 недели? Видите, тие храбите не се плашат, баш јас и по тие работи, знаете, пред 3 недели горе-долу се случи тоа на Букурешкото. Значи после Букуреш што беше Букуреш што беше самитот на НАТО. Тога нема и тие проблеми. Ова црква ја нападнаа тогаш грчките ученици? Ученици дојдоа тука ноќта, кладија грчко знаме и работи што има. И таква, ама повеќе нападната имаше јајца и камени на куќата. По куќата, па кај што е црквата? Не, црквата, дома, подилеку, ника на 1000 метри седиме дилеку од црквата, толку сидам. Значи на црквата не удрија? Не, на црква јас се уплашив, ти ќе прават, не правија, не речи. Само знаме ставија тука грчко? Не знаме, да сака да. Тука на оревот кај црквата? На оревот обиси, ама тој јас кога дојде беше паднато. На овој орев го закачија и може него фатели ноќта беше и оти дујше ветер и падна. Јас го најду баш таму, на тоа место. Колку македонци има во Пожарско? Колку македонци има во Пожарско, во вашето место? Пожарско е чисто македонско село, некои 1300 жители се. Се чувстват ли ко македонци тие луѓе или има многу? Голем број од нив се чувствуваат како македонци. Ама ме страв да кажат. А голем број од нив се заматени, оште не знаат вистината. Господине Трајанов, јас ве прашам сега, во кое село вие живеете, во кое градче, што ќе ми одговорите? Јас сум во село Пожарско. Ако ве прашат грците, во кое село живеете вие за грците? И на нив сега така му кажуваме, во Пожар. Да. А гркоманите? Пред години сега лутрајки го сака да го нарекуваат.
А ние успеавме таму дека веќе како пожар да се знае и во Солун така да го знаат и Пожарско. Да. 1700 населени места. И да знаете на мојот хотел му имам кладено име Калинка. Калинка. Калинка се нарекуваше местото таму. Значи Калинка на македонски, значи се На македонски. значи му ставивте на вашиот тој хотел збор. име има македонско. И никој не ми има кажано ниту да е збор. Па јас не му дам право да ми каже нешто. 1700 места во Егејска Македонија и се смените имињата после 1919 година со тие уредби и закони кои ги има направено грчката држава. Значи грчката држава апсолутно све што беше македонско се обиде да го смени името, вклучително и денес името на нашата држава Република Македонија. Па така, со сила и смени нашите имиња на селата, на планините, на реките и сега да го смене и името на Република Македонија. Што се плашат грците, господине Трајан? Што се плашат? Да. Да не ја изгубат Македонија се плашат. Значи тоа се плашат. Тоа е половината од Грција денес. На Македонија што го држи Грција е најбогатото место на грчката држава. И тоа секој човек што ќе помине од Битола до Солун одма може да го види. Бидејќи најубавото и најбогатото место во Грција тој дел на Егејска Македонија. Но македонци што живеат во Егејска Македонија се посирмасите во другите граѓани што живеат во Егејска Македонија. Ви правеше ли грчката држава проблеми после тоа? Ви правеше ли проблеми во бизнисот? Ви правеше ли притисоци да се откажете од таа идеја? Да. Секогаш сите имајне големи лични проблеми, дека се разбира дека државната безбедност има една тактика и таа тактика е свеска тактика, прво со сила, да те уплашат, да те го затворат бизнесот. И јас лично имав голем бизнес што ми го затворија, секој ден инспекции во фирмата, секој ден ми ги кршија стаклата на бизнесот, пишуваја да не купуват леп од Скопје дека пекар бев јас. Така ми правија многу големо лошо. Освен мене, секогаш имаше притисок со секакви начиња спрема тие активисти што се беа блиски со вас. Да. И денес како е? Денес можеме да кажеме дека многу подобри се работите, а притисокот се прави со културни начиња. Значи по културно. Тепајне со памук. Така го нарекувате ве, тепање со памук. Со памук. Идеолошко. А како е плачењето со памук ли? Плачат ли македонците уште во Егејска Македонија? Да, страта... Одат ли македонците со наведнати глави се уште во Егејска Македонија? Мислиме дека денес се има свртено народот, дека не се плаше виќе толку, колку што се плашише понапред, затоа и ние велиме дека денес е и времето да активираме во народот, да го кремиме, за да почнат да се барат правата вкупно од македонскиот народ. Не ти се закануваат, немаш одредени закани, не се плашиш дека тоа може да ти прави проблеми? Вака сега, пред 5-6 години, 10 години се заканува. Сега баш не знаат кој и како, и тоа што го барам под закон. Интересен е податок дека на тие 1700 населби што грците ги сменија и од македонски ги префрлија на грчки имиња, ги ставија сите безмалку македонски цареви или што се од античката династија, меѓутоа интересно дека Александар Македонски дури 1953 година добива име на едно место, тоа е во Берската околина и тоа е мало градче кое се нарекува Александрија. Значи дури 53 година. Добро, сега ти кажам, Грција е тоа интересно, тоа ти именува не само македонските населби и на топоними и изменува. Туку и по Тесалија, по Пелопонес. И во цела Грција. Тоа е една држава која се создава од нула, се гледуваат и во Пелопонес, и во Стара Грција, што велиме, во повеќето населби се нарекуваат на чужди език. Па дури некој има историчари кој верува дека словенските племиња, тој 6 и 7 век, стига дури доле до Пелопонес и некои населби ги нарекуваат на словенски јазик. Добро, тоа е една политика, тоа сакам да кажем, на Грција за премена на
топонимите и наимињата, зашто ако не го правеа ако не ја правеа таа работа, ќе се гледаше во цел свет, оти нема населба со грчко име. Наистина се са примена од страна и топонимите и градовите и населбите. Господин Шлаков, кога грците ќе ви кажат дека сте грк, што прво им одговарате? Ако ме прашате дали сум грк државјанин, да. Државјанин, грк сум. Ако одиме нација, јас сум македонец. Ти го почитува тоа грците пријатели со многу луѓе. Ти си многу комуникативен човек, разговара со многу луѓе, со работа со многу луѓе. Кога им кажеш дека си македонец, што прво ти зборат грчките пријатели? Во право се вика, ама за жал државата не ни чини, зборот што кажуваат, зборуваме оти имаме демократија, ама на пракса не га држиме демократијата. Многу пријатели. Значи грчки пријатели велат управо се. Во право се. Почнат ли полека обичните грци да сваќаат и да разбират каде е проблемот, дека сепак си постои едно македонско малцинство во рамки на Егејска Македонија, дека ние сме различен народ од грчкиот, различен од бугарскиот, различен од српскиот, јазикот ни е различен? Јас ќе рече друго, што јас студира на грчки јазик, за жал грчката држава, да речеме, и владата, и тогашна и денесна, ништо нема кажано за овој народ кој ќе учи детето. Значи грчката историја ништо не збори за овој регион. На овој народ, како да немаше народ. Како да не постои народ. Како да не постои. Грција на тајно меѓу политичарите сите имат прифатено и за македонски народ, и за македонски јазик, и се што е македонско. Па тој го гледат секој ден. Секој ден. Доволно е да дојдат во Егејска Македонија да видат дека има македонски јазик и дека има македонски народ. Не треба да е човек многу паметен за да може да го свати. Така. Они знаат и тоа што рековаме по-рано. У свадбите, дома си зборат, си лафат по македонско, старите. Ја, мојата мајка или поголеми ние си лафаме, а тие сите работи. Не. Што живеме во град, па тие што живеат у селја, целиот ден дома повеќе по македонско старите, колку по грчко, го знаат тоа. И од вистината не може да се избегне. Ние вчера бевме во Горничево. Беше еден панеѓур и се запее песната Македонско девојче. Навистина без глас. Без глас. Со музика, меѓутоа. Да, со музика. Меѓутоа приметов и гледав како ќе реагираат луѓето. Да. Почека некои 10-15 секунди дека некој прв не се фати на орото. Кога се фати еден двајца на орото, тога се фати уште 20-30 други луѓе. Така е, вистина така, ама тоа ние што живееме тука го знаеме со години. Ама пак е убаво да слушнеш Македонско девојче, да се пее во сред Грција. Јас отиживам тука. Знам оти се пеат македонски песни. На свадба, на ора, на панајури, на било што друго. Интересно однесувањето на македонците во Егејска Македонија. Неколку дена сме тука во Грција, од 2 до 4 мај. Присуствувавме на неколку свадби, присуствувавме на 1 до 2 панаѓури. Интересно е како се однесуваат на македонска музика. Ја пуштија песната Македонско девојче
чека да види дали некој прв ќе се фати ворото, ако се фати некој прв ворото, тога се Сите одат. се фаќаат сите. Ако некој не се фати, значи ако нема похрабар, тогаш сите останат и се плашат. Уште е стравот веројатно присутен кај македонците во Егејска Македонија. Верувам оти оно не е толку така ка са ноќата, ама нешто ка знаат од нешто се сниме, то да се внимава тие сите работи. Јас тоа верувам, ама не. Јас сакам да кажам оти Ама се пијат македонски песни, се пеат македонски, се игра македонски ора, таквие. Се наоѓаме пред седиштето на партијата Виножито, која се наоѓа на главната улица во Лерин. Партијата е формирана 1995 година или 1996 година, одредени фанатици од страна на грчкото општество успеа да ги руинират и да ги демолираат сите тие партиски активности и седиштето на партијата, односно активностите да беа префрлени тотално надвор на улица. Во последните 12 години, кога што велат активистите на Виножито, такви активности нема од страна на грчката држава или на одредени грчки фанатици и затоа веројатно постојат две објаснувања. Полека се демократизира грчкото општество, од друга страна активистите на Виножито покажа доволна цврстина и решеност да истраат до крај, што веројатно ги расколеба тие грчки фанатици да направат нешто слично како 96 година. Прали грчка држава проблем? Гледам на вратите имате тука овие анархистички знаци. Сега да поминавме разни етапи од момента мислиме оти државата и општеството не може да оде на таквија силни да кажеме как беше со горењето на ова канцеларија. Ова канцеларија е изгорена. Изгорена е? Да. Се е фрлено од балконот тука долу на патот, таму се е изгорено. Која година е тоа? Тоа е 95-та и 5-6 година. 96 година. Да, 96. Една година после тоа како отворивме ова канцеларија. А тоа стана заради заради што ние поставивме двоезична табла на влезот на зграда. На влезот на канцеларијата. Они палат, ние ќе преправиме, ќе градиме, така е работата наша. Кај научивте вака македонски да зборувате? Видите, јас се научив од дома. Од дома? Македонски да зборувам. Господине Причков, вие формирате првата партија на македонците во Егејска Македонија, Виножито, или од 1994-та, значи тоа е првото Виножито. Да, вистина, тогаш во 1994 година го формиравме Виножито и што излеговме во изборите за Европејскиот парламент, а пред тоа И како поминавте? Колку гласови освоивте тогаш? Тогаш добиевме 7000 гласови официјално, али ние знаеме по информации дека нашите гласови беа тогаш над 10.000 гласови. Господине Шлаков, Овчарани важи за едно од најмакедонските села во Егејска Македонија. Да, Овчарани е едно од селата што сега денеска е со 2000 жители, пред 50 година беше околу 5000 жители. 5000 жители? Да. Има одредени информации дека единствено во Овчарање, од поголемите места населени со македонци во Егејска Македонија, партијата Виножито има победено на едни избори. Да, во изборите што беа за Европски парламент, имаме победено, дојдеме прва партија во Овчарање. И од ПАСОК и од Нова демократија. Како ве дочека грчките медиуми? Веројатно беше тешко да се биде краен ПАСОК. Ништо. Се знае, не знае со кои луѓе имат да прават. Се веле ние дека сме поврзани со меѓународни организации и така натаму. Вие бевте скопски шпиони, пратеници на Македонија, на ЦИА, на кого не све. Но ние не бевме прави селени македонци тука. Луѓе со македонско чувство. Чувство, да. И не успеа грците за 60 години да ви го скршат и да го растурат тоа чувство. Слушайте, по една страна малку се плашивме, но и бевме и сигурни дека Грција не може да ни праве тие работи што и правише пред македонците минатите години. И вие сте човекот кој ја носи документацијата на партијата во Атина и таму ја регистрира партијата. Така, точно. Можеме да кажеме дека почетокот на Виножито во 1994 година беше многу успешно, дека проблемот дека на грчката пропаганда беше секогаш дека да, имало ли некои екстремисти или некои агенти
што се плаќале од Република Македонија и затоа ли барале нешто, кој знае што, и дека тие луѓе се некои луѓе броени на раката, на прстите во раката. Со тие избори најпрво покажавме дека не се некои платени како што веле грчката пропаганда, али дека има многу повеќе народ што се чувства македонец, што разбира дека нивните правини му се прекинати од грчката политика. Се наоѓаме на влезот на Воденска околија, кој што грците, како што можете да видите на билбордот позади нас, го нарекуваат регионот на Централна Македонија. Ако Воденскиот крај е центарот на Македонија, се постава прашањето каде се перифериите, дали тоа е Скопје, дали е тоа Халкидики. Ви учат ли македонците децата да зборуваат на македонски? Тие што имат свест, да. Ама тие што немат таква свест, го остават тоа, ќе се научат. Спонтано. Може ќе се научат од некој, не знам кој, знаеш, ќе се научат, ќе одат надвор, ќе зборуваат. Се развива ли свеста ке македонците? На еден дел, да. Веќе веројатно денес е тешко да се биде македонец во Грција, посебно после ова што беше со НАТО, со Букурешт и така натаму, веројатно притисокот ќе биде се уште поголем. Голем е притисокот према Република Македонија, претпоставам дека голем ќе биде притисокот и врз македонците во Егејска Македонија. И тоа се гледа од мас медиумите, например сега на новините, на емисиите во телевизиите. Знаеш, таму се гледа како психологијата е тука во оваа држава. Се крева бура, тие вакви, тие такви за македонците, па агенти, па лоши, па вакви, па не знам што, продавници, такви работи. Сигурно, сега се стегат. И тоа еден обичен човек кој ќе го гледа во телевизијата, малку се бере, се повлекува. И тоа што ќе речат не знае македонски, тоа лаже, не кажува Ние вистина. седевме по Лерин, по разни кафенија, по разни кафани. Тешко можеби младите говорат македонски, меѓутоа све разбират што им кажуваме. Така, тој разбирате, ама не може да одговора. Јас верувам оти колку растат и колку нам ќе се движат или меѓу ни, ќе се исполнат и зборовте и ти. Дека ако се намали овој притисок кој Грција го прави кон македонците во Егејска Македонија, и народот ќе се ослободи, народот ќе почне повеќе македонски да се чувствува и да се однесува. Видите, целиот проблем со Грција денос не ни името, ни тие работи. Проблемот е егејскиот народ на Македонија. Знаат они, оти има народ тука, оти живе народ. Јас се ви кажувам, 50 на 100 е од цела Македонија територија, тој е македонски народ. Сега колку збори, колку не збори, од вистината се плаша Грција. Грција не се плаша друго нешто. И верува, оти ќе се придојав ова работа, или ќе сменат нешто, или ќе прават, нешто не ќе успее. И сега тебе сите те знаат Пандо, Да. а грците те знаат Панајотис. Вистина, И ти кога ќе збориш на мобилниот со грците, викаш јас сум Панајотис. Кога збориш со македонци, викаш јас сум Пандо. да. Употребувам езикот и вистина и тие години беше тешко да му и да крстиш на македонски. И уште ден денеска, јас ќе рече да керкаме, па го јам кажа многу пати, сакаш да крста Донка, па повика, ќе ти ја пишеме Зомна, ти викај се как сакаш. А ти Донка, македонка. Донка га викам. Знаат ли децата твои македонски? Знаат и учам децата мои, го знаат многу добро јазико и керка ми што е помала, ама за жал не е само да речеме керка ми. Тоа македонски јазик почнуваме вие генерации да го губат. Треба македонски јазик да влезе барем во 6-то деление во државната. Се чувствува дека се македонци, знаат дел од македонската историја, ама не го учат јазикот. Сакам да верувам оти ако демократијата грчка го даде тоа право да можеме да го учиме мајчин јазик, не ќе се страмат децата. Од ден денеска политиката грчка вика, тој јазик, ѓупчки јазик и така натаму. Или дијалект на бугарски. Или дијалект, или крама, или вака, или славјански, или нешто ќе најдат за да може да... Добро, кога ќе дојдат политичарите од Нова демократија или од Пасок да агитираат тука по Егејска Македонија, како што ве сметаат? Што сте вие? Тука е сега што Ви ги барат гласоите. Да, Значи, тука и денес со сите тие преселби, убиства,
бркање на македонци, по сите проценки нема помалку од 200 до 220 илјади луѓе со македонски корен на територијата на Егејска Македонија. Тука е сега Ви ги барат гласоите. Да, значи, тука и денес со сите тие преселби, убиства, бркање на македонци, по сите проценки нема помалку од 200 до 220 илјади луѓе со македонски корен на територијата на Егејска Македонија. Минималниот, така кој што пресметна ние народ што не македонци што го зборуваме јазико, јас мислам со моје мислење од 200 до 280 илјади народ се. Со македонски корен. Со македонци што го зборуваат македонски македонски. Сега помладите. Тоа е голема бројка. Помладите почнуваме да го губиме и тоа е, мислам, пак една цел на државата. Ако го изгубат јазико, ќе се потомат неки ќе се претопат со грците. Така. Значи свесно грчката политика тоа го прави. Една грешка што имаме ние како не грешка да рече, отисна иста вера со грците. Останете со нас и по рекламите, опроследете финалето на нашето вечерашно досие на работна тема. Како живеат македонците во Егејска Македонија? Сонувате ли за оној ден кога Македонија ќе стане членка на Европската унија, кога ќе можете во Брисел на македонски ко службен јазик да говорите тамо во рамките на Европскиот совет, на НАТО, на Европарламентот? Ние осакуваме да влезе Македонија во Европската унија. Бидејќи на сите тоа ќе помогне на сите македонци, било кај што живеат, во Егејска, па во, да речеме, во Вардарска или Пиринска или било каде. Било каде. Да го навела дека единствен начин македонците, македонската држава да може да се спротистави на сите овие обиди за негирање, да стане равноправна со останатите балкански држави и народи, ќе стане равноправна само ако е членка на НАТО и на Европската унија. Нема трета варијанта веројатно за македонците да може да опстојат и да продолжат понатаму. Видите се, јас не сакам да бидам многу категоричен на вакво прашање. Тоа што сакам да кажам е оти навистина е многу важно да стане Македонија членка на овие институции. Да може да опстои. Господин Ристо, рековте дека ви правеле многу проблем во бизнисот, рековте дека имало големи притисоци од грчката држава. Дали се покајавте воопшто во последните 15 години со тоа што сте човекот кој прв го ја формира таа партија во ноќето 1994 година? Дали никога се посомневавте дека тоа што го правите може и не заслужува такви жртви од ваша страна? Да, јас лично никогаш не сум пишманет и никогаш не се оставив од моите идеи. Знаев дека ова борба ќе биде една тешка борба и долга борба и долга, и што во живота ќе загубиме многу работи, и зато до ден денес можеби многу работи да загуби од бизнесот, можеби од личната живот, од фамилијата, али до ден денес не се пишманих за ништо. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов. Вие гледате вечера емисијата со работа наслов Како живеат македонците во Егејска Македонија. Гледајте репризата утре во 13 часот, ние се гледаме идниот вторник во 20 часот и 10 минути. Пријатна вечер Македонија, каде и да си, ние тоа ви го пасукаме од овде, од Лери, кој е срцевината на македонштината во Егејска Македонија.